Почитувани гледачи на телевизија Земнефт, добра вечер. Нова емисија од спорткиот магазин Трибина кој го посветуваме на македонскиот спорт, а вечер разговараме со една од најдобрите ракометарки во Македонија и најдобар стрелец изминатата сезона во Суперлигата Марија Анчева, која што настапува за ракометниот клуб Астиво Штип. Најпрво благодарност да вас сете за прифатената покана вечера да може да поразборуваме малку повеќе околу вашата кариера, вашите успеси, успехот да бидете најдобар стрелец и континуирано да ги тресете противничките мрежи со по 20 на гол на секој надпревари, малку повеќе околу новиот концепт на надпреварување за новата сезона и пред се амбициите на вашиот клуб. Добра вечер. Најпрво ви благодарам за поканата во вашата телевизија. Јас сум Марија Анчева, ракометарка на ЖРК Астиво Штип. Ке ве навртам најпрво на почетокот, додека да стигне до тој момент дека ете сте најдобар стрелец во Суперлигата, од каде ете љубовта кон ракометот и дали ракометот беше првиот спорт кој што започнавте со тренирање? Ракометот не ми беше прв спорт кој го имам тренирано. Пред да почнам со ракомет имам тренирано кошарка, одбојка, гимнастика и карате. Најпрво започнав на мои 13 или 14 години. Прв клуб ми беше и матичен клуб ми беше РК Кажувчанка од Штип, а најпрво започнав да играм во школските клубови за училишен спорт. Так. Од каде ете баш од толку многу спортови доаѓа опција ракометот и со оглед на фактот дека сте една од подобрите ракометарки во Македонија? Желбата за ракомет ми доаѓа од времето кога Ѓорче Петров беше европски шампион. Так. И беше многу актуелен. Кога гледав на телевизија исто и јас сакав да бидам ракометарка. Значи тука доаѓа спојот со Да. Во тоа време кога започнавте со ракометот во Штип, каков беше интересот и дали можебе имаше доста доволно девојчиња кои што спортуваа со ракомет? Да, имаше многу девојчиња кои спортува и кои тренира ракомет, но еве како што ви кажав на почетокот, јас најпрво започнав во школската екипа, каде што тренер и наставник ми беше Павле Тодоров. Потоа тој ме префрли во клубот кај што тренирав Кажувчанка. Така, значи, можам да кажам со оглед фактот дека имате доста успешна кариера, која е позицијата на која што настапувате во ракометот? Сега играм на позицијата лев бек, но најчесто настапувам и на среден и понекогаш може да се случи да играм и на десен бек доколку е потребно. Значи, во главно ми е бековска позиција. Така, кога зборуваме за почетоците на кариерата и на се она што го имате стигнато до сега, како може да се оцени сето тоа кое што го имате вие направено? Бидејќи кажавме најдобар стрелец во Суперлигата, со постигнати двојно повеќе од второпласираниот играч во Суперлигата и она кариера која што имате поминато до неколку клубови за да стигнете до она кое што е сега. Со оглед на фактот дека пред се го зборувам дека може да речеме до некој степен многу ми насметат дека ракометот е комашки спорт. Како ете вие туку се проногите до тој момент да стигнете да бидете најдобар стрелец во Суперлигата? Може би никош не сум замислувала дека некош ќе бидам прв стрелец, но кога во текот на сите години гледав како многу ракометарки се најдобри стрелци и во себе посакував и јас да бидам. И еве неколку години веќе сум на таа позиција да бидам најдобар стрелец. Треба многу да вложуваме и сами во себе и кога сме и на тренинг да се залагаме, да тренираме максимално, затоа што успехот само така може да го имаме. Ако не тренираме, ако не вежбаме, тогаш е тешко да постигнеме некој резултат или да исполниме некоја желба што ние сакаме. Ако зборуваме за сите тие тренинзи, подготовки, претпоставам тоа е долг процес, мачен процес за да се стигне до ова што сте денес. Ако направиме на хронологија на сето тоа, како всушност изгледаат твоите тренинзи на почетокот со овие тренинзи кои што ги имаш денес? Има ли можеби зголемување на тој интензитет на тренинзи, да се работи подвојни тренинзи, особено во период на тие летни или зимски подготовки? Како всушност изгледаат подготовките и што на потребно што го правите вие за да бидете можеби тоа клучен успех, јас би рекол за најдобар стрелец? Да, во текот на припремниот период, летен и зимски период, тренираме по 2 пати, од сабајле и навечер. И јас тренинзите секогаш ги сваќам максимално сериозно и секогаш кога тренерот ќе каже еве
скокните 10 скока или направите склекови 10 или стомачни 10, јас секогаш правев повеќе. Ако требаше да направам 10, јас правев 13 или 15. У тоа време у времето на тренинг кога беше, јас секогаш давав максимално. И мислам дека тоа е резултат на ова што го имам постигнато сега. Исто така во време на паузата кога имаме одмор, постојано одам во теретана или трчам некаде сама, дали овде на патеката во Штип, на Белобрдо на стадионот или некаде по градот, било каде. Значи никогаш не оставам период кога одмарам. Значи си имаш некои твои индивидуални тренинзи, особено во тој период кога сите одмарат, да речеме, а ти си кој што се посветено за да стигнеш до ова. Каков интересот на ракометот и во Штип, меѓутоа и во Македонија во однос на времето кога ти практично си започнала? Има ли поголем интерес можеби денес во однос на минатото кога зборуваме особено во тие славни денови на комател Ѓорче Петров кога нели беа и европски шампиони? Да, мислам дека од тој период ракометот станува се поактуелен спорт и во Македонија мислам дека е број еден спорт во државата. Има доста заинтересирани и девојчиња и машки кои започнуваат да се занимаваат и да тренираат ракомет. Значи може да кажем дека одиме во некоја нагорна линија, особено кога зборуваме за женскиот предсе ракомет, да го исклучиме овде нели машкиот ракомет. Да. Има доста девојчиња кои се заинтересирани да тренираат. Сега пример, кај женските е малку потешко да останат да тренираат подолго и да се занимаваат со ракомет. Но ако се упорни и ако сакаат да постигнат или да остварат некоја желба своја, тогаш треба да останат да тренираат и да бидат поактивни. Така. Кажавме кариерата почнува од ракометниот клуб Кожувченко од Штип, како се движише правецот на твојата кариера до она што денес е практично Маријанчево? Најпрво започна во Кожувчанка од Штип, потоа бев во Овче поле од Свети Николе, па Гевгелија, од Гевгелија и Пелистер. Потоа пак се врати во Овче поле и сега еве кога решивме во Штип да направиме клуб, да има повторно ракометен клуб во Штип, се вратив овде и планирам овде да ги завршам моите. Значи целиш кон тоа тука да заврши со кариера. Да. Прашање кое што потикнало доста од гледачите, од оние кои што го пратат женскиот ракомет во Македонија, најдобар стрелец, и сте опоставуват прашањето за репрезентативен повик, можеби за трансфер во клуб кој што ќе има многу повисоки цели и за излез во Европа. Каде Маријанчева би можел овде да ја заврши со Луцијата, со оглед на фактот дека сега откри дека сепак си решена да ја заврши кариерата овде во Штип? Кога зборуваме за репрезентацијата, не би сакала да кажам или да кажам зошто не сум таму. Едноставно тоа прашање го оставам за селекторот да одговори тој. Меѓутоа, ако ме прашате мене, јас мислам дека сум спремна да одговорам на прашања кои би биле поврзани со репрезентацијата. Би сакала да настапувам на некое европско ниво, но со екипата на Астибо Штип. Значи целите е со оглед на фактот дека Астибо откри, барем така бе нели најавени оние нивни цели, дека за новата сезона одат многу повисоко во однос на ланската сезона. Веќе имате неколку промоции на нови играчки, вие сте таму една од најискусните мотората, јас би рекол, на Астибо кон тоа што се стреми Астибо да направи. Што всушност Астибо има зацртано како план за новата сезона? Дали е тоа атак на местата можеби кои што и за шампионска титул, меѓутоа и на местата за излез во Европа? Тогаш кога со сегашниот тренер Дејан Величков, кога се договаравме да се вратам овде во Штип, нашите амбиции беа да бидеме за неколку години да бидеме помеѓу првите екипи и да можеме да обезбедиме излез во Европа. Сега тоа ни оди малку потешко и треба време за тоа, бидејќи за да одиме да играме Европа ни требаат многу финансии, ние ги немаме моментално, а исто така бидејќи долго време во Штип немаше ракомет, немаме ни наши играчи со кои би можеле да играме. Затоа секоја година помалку одиме на подобро ниво и се надевам дека во наредните, можеби наредната или после 2 години Штип би можел да има европски клуб.
Како е со младинските категории, оние помалите пионери кадети, се работеле тука доста активно за да можете за 3-4 сезони да произведат доста играчи од тип со тоа што автоматски нели ќе се намалат трошоците за ангажирање, јас би рекол, на странски играчи од други градови. Нели тука се намало на пат, на патување на ракометарите кои што прилагаат на тренинг, на сместување на храна и ред други, нели кои што доста би го леснеле буџетот, а тие средства били искористени можеме за некои други цели. Па моментално имаме доста девојчиња кои исто така нели се надпреваруваме во пионерската лига, но тие се уште се мали да можат да бидат во суперлига или да бидат во сениорска категорија. Па затоа ќе ги чекаме да созреат и да пораснат за да можат да се носат со суперлига и да можат да играат тие во Европа. Секако во иднина сакаме клубот да биде со наши девојчиња, косторот на екипата да биде со девојчиња од Штип и доколку имаме потреба од еден или двајца играчи од страна, само да го потполнат оној дел кој ќе помогнат и тие да оствариме некој подобар резултат. Ланската сезона, меѓутоа и во минатото, нели 14 екипи настапува, поделени во една група, една единствена лига, имаме за гледачите да потенцираме дека е една суперлига, немаме прва, втора лига, како што нели во машкиот ракомет. Колку има квалитет суперлигата во Македонија? Во периодот кога јас започнав да играм ракомет, тогаш имаше две лиги. Тоа беше првата лига и суперлигата. Според мене мислам дека квалитетот на тие две лиги во споредба со квалитетот на моменталната лига беше многу подобар, бидејќи тогаш пример екипите кои беа од прва лига, тие имаа мотивација да играат, да се надпреваруваат што повеќе, да бидат што подобри, за да можат да играат во суперлига. Исто и оние екипи кои беа во суперлигата, исто и тие имаат друга мотивација да не испаднат да одат во прва лига. Така. И сметам дека можеби би било подобро да има две лиги, каде што ќе има и поголем број на клубови и квалитетот помеѓу првите екипи и последните нема да биде толку голема разлика и секоја екипа би имала некој дел каде што ќе може да игра и да оствари некои резултати, да оствари победа за да биде подобро. Значи сепак доаѓаме тој заклучок дека нели ќе има можеби првите 8 да останат. Ете, ако ја гледаме табелата од претходната сезона или табелата од оваа сезона, практично првите 8 се тие кои што имаат некој поизразит квалитет да се носат со таа суперлига. Сите останати би играле можеби во прва лига каде што практично ќе имаат поизравнети сили, понеизвестни надпревари, потесни резултати со оглед на фактот дека сега без да да ги омалужуваме другите клубови, меѓутоа ако излезе Ѓорче да игра како шампион против Гевгеле, знаеме од старт дека тие ги имаат планирано тие 3 бодови, разликата ги биде 20-30 погодоци, е демотивирачки за фудбалерките односно за ракометарките на Гевгеле, ако земе како пример. Да. Можеби не квалитетот не е на првите 8 екипи, дека се толку подобри од другите, меѓутоа на првите 4 и 5 веќе екипи се стварно многу подобри од другите. И е многу демотивирачки кога играчите ќе излезат да играат, ќе го ставаме сега Ѓорче Петров, бидејќи тој е шампион на Македонија. Тие веќе знаат дека освен што ќе ги земат тие 3 бода, тие ќе направат резултат што е многу демотивирачки за другите екипи. Пред се во лигата има многу млади девојчиња кои пред неколку години почнале да играат или да тренираат ракомет и кога ќе се надпреваруваат, ќе играат со Ѓорче Петров и ќе изгубат 20 или 15 разлика, тоа е дури премногу демотивирачки што може да придонесе до откажување на млади играчи кои не можат да си ги прикажат своите стили и своите квалитети на такви надпревари. Какво е твоето чувство кога со оглед на фактот дека не само за минатата сезона, меѓутоа и во минатото кога нели на насловните страници, јас би рекол во оние електронски медиуми се полнат со името дека Маријанче онно го решил надпреварот, онно 15-20 погодоци. Има ли можеби некоја тактика која што веќе противничките тренери и екипи ја спремат и ја подготвуваат врз основа на твојата игра? Односно, не знам, нели, за оние кои што го пратат ракометот знаат, нели, поставување на фластер на одреден играч со цел, нели, тој играч да се блокира, да не може, нели, преку него да се прават тие комбинации за градење на таа напаѓачка стратегија.
Па да, кога играме нели со други екипи, многу често уште на почетокот на надпреварот јас имам фластери. За мене лично тоа е многу демотивирачки и не сакам да го играм тој надпревар, бидејќи знам дека само треба да стојам а не можам да играм, не можам да давам голови, а тоа ми е задачата кога играм. Многу често ако немам фластер, ми се случува спортивните тренери да кажат двајца играчи или да бидат поблиску кај мене за да може да ме одбранат да не постигнам гол. Но претходно кога играв во малку подобри екипи како што беа во тоа време Гевгелија и Пелистер, тогаш имав со мене и други играчи кои исто и тие можеа да играт и да постигнат гол. И доколку некој тренер кажеше да дојдат два играча кај мене, веќе на другата страна имаше слободни играчи и доволно беше само топката да се префрли, да се постигне гол. Кога зборуваме сега нели за квалитети за Суперлигата, оваа сезон имаме промена во тој надпреварувачки нели формат на самата Суперлига, 3 групи, со оглед на фактот дека Ѓорче Петров први нели уште една екипа, да. Ѓорче Петров 2, 15 екипи поделени во 3 групи по 5 екипи. Вие сте нели во група со мисечини со Чаир, тука Скопје, РК Скопје, така. Стружанка и Ѓорче Петров двојка. И Ѓорче Петров 2, да. Како колку тука тоа ќе влијае на подигање на квалитетот, бидејќи само првите две од секоја група одат во тој плейоф и да разигруваат за титула излез за Европа, другите во еднокружен систем 9 екипи остануваат во да се надпреварува во тој плей-аут кој што реално нема надпреварувачки сегмент бидејќи нема испаѓање. Да. На почетокот, кога го дознавме ова дека има промена на системот на надпреварување, многу екипи се побунеа за тој начин на надпреварување, бидејќи во последните 3 сезони постојано имаме промена на системот и мислам дека тоа е сосема непрофесионално во 3 сезони поред да се променува начинот на надпреварување. Мислам дека овде не може да има квалитет на тоа, бидејќи системот на надпреварување треба да има континуитет 3, 4 или 5 години, за да може екипите да се навикнат на тоа и да има квалитет. На овој начин постојано да се менува начинот на надпреварување, мислам дека и квалитетот не може да достигне некој ниво кое што можеби ЕВРФМ го планира за женскиот ракомет. Па да, ставот и на поголем дел од клубовите беше дека нели се експериментира постојано, а реално би требало да биде најавено барем 2 сезони претходно да знаат екипите кон што се стремат. Да, бидејќи кога една екипа пријавува ќе кажам ние Астибо, пријавуваме екипата Астибо пријавуваме за надпреварување, а ние претходно ја планираме екипата со оние правила и пропозиции што ги имало. Сега пример, тие ги менат правилата, има промена на начин на надпреварување, исто така и трошоците на оние екипи кои се надвор од Скопје ќе имат поголеми трошоци во споредба со оние што ќе бидат во Скопје. Так. Стварно не знам како ќе биде оваа година, бидејќи не ни беше најавено пред да пријавиме екипа, но ние како Астибо сега целиме на повисоко ниво и мислам дека нема да ни биде голем проблем тоа. Во групата А сте, да речеме, најрелативно тука Чаире, тој може да е главниот фаворит лидер, да биде првото место. Како гледате веќе на солуциите од кога дознавте групата по изликувањето на ждрепката? Може ли тука Астибо се вмешало сериозно во трката за тоа второ место до безбеде плейоф? Па се уште не знаеме каква екипа има Ѓорче Петров, бидејќи првата екипа ја знаеме каква, има Ѓорче Петров има доста заселување, но исто и онаа втора екипа што ја има пријавено, мислам дека тоа е претходната екипа од Ѓорче Петров што беше лани шампион. Так. Нашите цели се да бидеме на тоа второ место во оваа група. Се надевам ќе успееме во тоа. Пак ќе кажам, Ѓорче Петров не знаеме каква екипа има. Па сега кога ќе играме ќе видиме, меѓутоа нашата цел е да бидеме на тоа второ место во оваа група. Може ли полесно да се стигне некој повисок пласман на овој начин отколку кога беше претходно нели единствена лига со двокружен систем?
Па се зависи од тоа со кои екипи ќе ти се погоди да играш, каква ќе ти биде среќата. Меѓутоа сега во овој начин единствена цел ни е да победиме таа екипа Ѓорче Петров 2 за да можеме да играме плейоф. Така. Кога зборуваме нели за ракометот за сето кажавме дека можеби веќе треба да се размисли околу тоа нели да формирање на втора лига, односно прва лига и суперлига за да се подигне квалитетот. Меѓутоа какво е организацијата со оглед на фактот дека веќе нели навлегуваш и во тренерските води, како е во младинските категории? Има ли тука некој подигане на квалитет? Како е, не знам, во младинска, пионерски, кадетски, како се работи тука и како е тука слухот на можеби на ракометната федерација на Македонија? Па ние од Штип лани се надпреварувавме во пионерска лига. Истото ќе биде и ова година, ќе се надпреваруваме во пионерска лига. Лани игравме со девојчиња, пионерската лига беше 2008 година и помали, меѓутоа ние имавме многу помали, тие беа 2010 и помали. Значи оваа година ќе имаме пионерска лига која ќе биде баш категорија на тие девојчиња што ќе се надпреваруваат. Јас се надевам дека ќе имаме многу подобар резултат од лани, иако лани не беше лош оној резултат што го постигнавме. За кадетска и младинска лига немаме екипа, бидејќи се уште имаме мали девојчиња кои сега овие што ги имаме ќе се надпреваруваат во еднина кадетки и младинки, па потоа ќе дојдат во сениорската лига. Се работи на млади девојчиња, но мислам дека сепак и федерацијата треба да овозможи многу повеќе услови за да имам поголем број девојчиња кои ќе се надпреваруваат за да има поголем успех и на младинско, и на кадетско, и на пионерско ниво. Помогли ли тука ракометната федерација во однос, не знам, на некои си кофинансирање, можеби околу покривање на превоз, на котизација пред се и на младинските категории, цел да има поголем стимул кај оние клубови кои што нели знаеме дека дел од клубовите настапуваат само во младинска категорија без да имате екипа во сениорска конкуренција? Па немаме некоја помош посебно од федерацијата, освен тоа што судиите и делегатите не ги плаќаме, друго нема никаква помош. Целиот трошок спаѓа на или на самите девојчиња кои тренираат или на клубовите. Во зависност од тоа дали клубовите имаат добри финансии за да го покријат целиот тек на надпреварување на помладите категории, или самите родителите ги покриваат трошоците за девојчињата да се надпреваруваат во помалите лиги. Од аспект на финансиите, како е тука? Можете клубовите да иструкат сезоната или има потешкоти со оглед на фактот дека оваа сезона знаеме дека тој ваучер кој што е најавен малку доцнеот во однос на вообичаеното, па многу ете и во првата лига во ракомет се уште не се започнати, чека на финансии. Како ете во женскиот ракомет и дали ете во цело се подпираат клубовите на тој ваучер систем и на тој ваучер кој што го добиваат од државата? Па еве за другите клубови не знам точно дали имаат некои спонзори или имаат некои финансии од претходните години. За нас можам да кажам дека ние во претходните неколку години кои игравме, финансите ги чувавме за оваа година и овој вачер што ние сега за оваа година не ни е во план за оваа година. Значи тоа ќе ни бидат финансии за следните години. Да, тоа ќе ни бидат дополнителни финансии, но мислам дека има многу клубови кои се соочуваат со овој проблем, доколку го немаат вачерот, не знам дали воопшто ќе можат да се надпреваруваат во лигата. Проблемот е тоа што федерацијата бара да пријавиш екипа, се уште не знаеш дали ќе добиеш финансии за да можеш да поминеш цела година. И затоа и има многу играчи кои нема да земат плата или ќе играат само од љубов, нема да имаат финансија за надпревари. Може ли да се живеете на ракометна плата во Македонија? Пред се зборуваме за оние екипи кои што се малце повеќе професионални, јас би рекол, оние кои што се извојуваат и кои што се борат во Европа. Па еве единствена екипа која сега можам да ја потенцираме екипата на Ѓорче Петров, која има спонзори и има доволно финансии да можат ракометарките само ракомет да играат без при тоа да работат или да студираат, да можат да живеат само од ракомет. Но тоа се само
дел од ракометарките, еве, не кажеме 10 или 8 најдобри ракометарки што ќе бидат во клубот, да земаат доволна плата за да можат да живеат. И Чаер исто има солидна екипа, финансиски солидна екипа. Сите други се девојчиња што студираат или ќе работат, па дополнително ќе се занимаваат со ракомет. И сега од аспект може би на повреди, може не знам колку ете во вашата кариера си имате соочено со повреди, колку тука клубот е и финансиски мокен и помага за одредена повреда да се санира, бидејќи знаеме некој се случува да одредени ракометарки имаат посериозни повреди кои што барат можеби операции и така натаму лекување, каде што ќе бидат нели една сезона или полусезона надвор од ракометните терени, а при тоа треба нели да ја добиваат можеби таа плата и плюс дополнително нели да се покрие одредена така за лекување на самата ракометарка. Па во мојата кариера, еве се уште, и не сакам да имам некоја сериозна повреда, не сум имала потреба да клубот да ме финансира за некоја повреда, но знам многу случаи каде што еве некоја ракометарка ќе се повреди и таа повеќе воопшто не игра ракомет, бидејќи имала повреда, се соочила со финансиски проблеми, дел од клубовите немаат финансии да го покријат тој трошок и еве, ако станувало збор за некоја квалитетна и талентирана ракометарка, значи таа веќе да, пропаѓа талентот и веќе не се занимава со ракомет или воопшто со спорт. А од аспект ете кога зборуваме за овие 7, 8, 10 ракометарки кои што ете можат да живеат со плата, како е тука регулирано може пензиско здравствено осигурување? Може ли некоја ракометарка да игра може до 35-40 години, а што понатаму ако нема стаж на 40 години прво вработување нели за знаеме дека какви се предрасудите кај нас во Македонија. Сакаме млад за да се вработи 40 години веќе те сметат за возрастна, за стара личност, јас би рекла народски кажано, и тука се водат проблемите околу стварување нели на заслужена пензија за воиднина? Па, еве мислам и оние ракометарки кои доаѓаат од страна, и тие се помлади, бидејќи тие имаат помал трошок, а тие сакаат да се афирмираат. Еве доаѓаат во Македонија, изиграт некоја добра сезона и со тоа што ќе изиграт добра сезона или нема да изиграт, тие може да се продадат во некој друг клуб. Додека во Македонија мислам дека само од ракомет не можеш да живееш, да не зборуваме за тоа да одржуваш фамилија, деца и сите други работи што се потребни за тоа. Кои ќе бидат вашите цели со оглед на фактот дека кажавме пензионирање ќе биде спортско пензионирање во Астибо, сакате нели да имате цели со што еден ден и Астибо да заигра на европската сцена, се насочувате кон тренерските води, кои ќе бидат целите можеби во иднина и каде ја гледате работата со ракометот? Па јас би сакала моето спортско пензионирање да биде кога екипата на Астибо Штип ќе заигра на европско ниво. Се надевам тоа ќе биде брзо. Но не е факт дека ако убрзо време не заигра Астибо на европско ниво, дека јас ќе играм до крај. Сакам да оставам и простор на помалите играчи кои што сега се пионерки за некој период кога ќе бидат подобри. Сакам тие да ме наследат мене, да играат тие на моето место. Кога ќе ми заврши мојата играчка кариера, еве сега веќе се трудам да бидам тренер. Земав лиценција од прва, втора и трета категорија. Значи сега можам да водам и екипа во Суперлига. Моментално ја водам пионерската лига на Астибо и се надевам ќе можам понатаму да бидам тренер и да останам да се занимавам со ракомет во иднина. Значи се гледаш дека полека да навлезеш во оние тренерски води по завршување на кариерата, кога што нели патем кажавме со тие три модели кои што ги имаш, се отвора веќе портата нели за водење на Суперлига. Од аспект на тренера како може да се работи? Има ли некој искуство со кое што веќе го разменуваш нели со тренерите со оглед на фактот дека на тие семинари кои што се реализираат во Дојран и во Охрид доаѓаат тренери нели од цела Македонија, претпоставувам тука се разменуваат искуства, совети, мислења, како е да се биде тренер во Македонија
Македонија, особено оние кои што се веќе попрофесионални тренери, претпоставам дека имате нели некое разменато искуство пред се кога се прават и оние семинарски за презентирање и слично. Еве на оние модули кои беа во Дојран, таму имаше и многу тренери кои беа од страна. Споделувавме разни мислења и разни искуства. Во Македонија моментално нема некоја пример квалитетна екипа која ќе може да возможи еден тренер да биде само тренер и да се насочи само на тоа, да тренира, да работи со деца, за да може да живее и да продолжи само со тоа. Споредно со тренерските води, нели, мора да има некоја друга работа со која ќе може да живее, а ракометот и тренерската кариера ќе му биде само како од љубов и да биде тренер. Так. Какви се условите во Македонија за работа и како играч, меѓутоа и како тренер, со оглед на фактот дека знаеме неколку сали, ќе ги изброиме на прстите кои што има нели грење, за да можат во зимски услови да се одигра еден и добар тренинг и добар надпревар. Какви се условите? Знаеме дека сега ако влеземе во сала, во одредени сали е пеколно по 50 степени, на зима во одредени сали кои што се многу поголеми, особено не оние школски, туку оние градски сали, јас би рекол, кои што биле градени на времето во Југославија, кои што немаат грење, внатре температурите се минусни. Тука не може ни лепакот доволно да се да се загрее, за да може да се стави на топка на прсти за да се игра. Како се соочувате вие со такви проблеми, не само во Штип, туку ќе заминете на надпревари надвор од Штип? Еве, ќе бе започнем со Штип. Салата во која ние играме и тренираме е училишна сала. Имаме доста проблеми со термини, каде што во текот на денот, еве, од утро па до попладне, еве до 6 сатот ќе кажам, салата е зафатена со часови од школото. Во тој период ние не можеме да тренираме, немаме термин да можеме да тренираме, имаме многу мал период, еве од 6 до вечерно време до 10 часот да тренираме, каде што треба да тренираме пионерската екипа, првата екипа, еве ако во идни немаме младинска и кадетска екипа и оние најмали категории на ракометарки, и истото е и за машкиот ракомет. Значи во тај период, краток период, треба да ги вклопиме сите категории на женскиот клуб, на машкиот клуб, и исто така има и некоја екипа на футсал која исто така и тие се вклопуваат во нашиот термин. Термините се многу малку за да можеме да очекуваме да имаме некој многу голем успех, бидејќи не може една ракометарка или ракометар со саат или саат и пол тренинг да очекуваме да има големи резултати. Доколку немаш секој ден тренинг со поголеми, еве, саат и пол, 2, зависи од начинот на тренингот каков ќе биде, не може да очекуваме да имаме големи резултати во тоа. Во другите градови, кога контактирам со други тренери или еве сега и играчи, со истиот проблем се соочуваат и тие. Исто така немаат термини. Ние во Штип не сме имале проблем за надпревар, да се одржи надпревар, но знам многу екипи кои што тие имаат проблеми, официјален надпревар немаат каде да го одиграт. Што ако не најде термин сала каде да го одигра, автоматски ќе биде казнет од федерацијата. Сето тоа придонесува за спортот да не биде подобар и да има подобар квалитет. Ќе се навртам на амбициите кои што ги имате, нели, тоа да Астиво се избори за излез во Европа, да заигра на некој европско надпреварување, се размислува ли можеби да се подобри ситуацијата со тренинг, да се бара некоја друга алтернативна сала можеби за играње? Како Штип стои тука со сали за да може да се одигра не само надпревар, туку еден добар тренинг, можеби се размислува за некоја друга сала каде што нема да сте сите тука да биде згуснато покрај учениците кога ќе завршат со училиште, да треба да тренира тука и текстилец и Астиво, па тука нели и Малаекс во футсалот и да биде тоа тотален хаос со термините. Еве во најава имаме дека спортскиот центар Джексон што беше дека ќе се изгради, дека ќе биде затворена сала која ќе има и поголем
капацитет на гледачи. Се надевам дека тоа ќе биде во скоро време и дека би можеле тренинзите и надпреварите да ги реализираме таму. Во финишот на оваа емисија, кратко да искоментираме новата сезона. Кои се очекувањата воглавно од тоа и како веќе гледате на првиот надпрев? Ми се чини дека отварате со екипата на Скопје во гостински терен. Па да, првата утакмица ни е со екипата на Скопје и секако амбициите ни се дека ќе имаме победа и ќе ги земеме тие 3 бодови кај нас. Во иднина исто се надеваме на победа со Стружанка, победа со втората екипа на Ѓорче Петров. Со Чаер ќе ни биде, знаеме, потешко, бидејќи Чаер лани беше победник во Куп на натпреварите. Така. И оваа година исто така има доволно и засилување и квалитетни играчи кои исто така ќе играат и ќе бидат во првите 2 или 3 екипи во лигата. Благодарам многу за ова гостување, за одвоеното време за оваа емисија и што начнавме доста теми. Се надевам дека колку толку ќе се разбудат некои работи во Ракометна федерација на Македонија со цел да имаме подобрување во самата Суперлига и генерално во женскиот ракомет. Ви благодарам и на вас. Се надевам ќе има овој мој и ваш разговор ќе биде поттик за да има многу подобри вложувања во ракометот и општо во целиот спорт, не само во ракометот, бидејќи знаеме дека само со спортот може да децата од мали да имаат правилен раст и развој во иднина. Благодарам уште еднаш и среќно во новата сезона. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше Марија Јанчева со која што разговаравме за женската Суперлига во Македонија и за амбициите и плановите на ракометниот клуб Стивот Штипа. Останете со програмата на телевизија Емнет и добра ноќ.